Поздрав, Македонија. Поздрав. Поздрав, Елизабета. А да децата? Дечките? Да, поздрав и до дечко. Да сите. А кај се маслата сите мери? Еве ги маслата. 4. Ајде. Се наоѓаме пред манастирот на Свети Сава Осветен. Нашите момци влегуваат натреб, бидејќи овој манастир не допушта женско присуство и затоа ние во исчекување и радост ќе ги испратиме и ќе ги дочекаме нашите сопрузи, пријатели, сопатници, машкиот дел. Ние жените остануваме надвор. Еден мал подвиг. Ќе се обидам да ги искачам овие скалила до едниот од кулите. Еве го и вториот, за кој братот Ниносов објаснуваше дека се изградени, каде што може да престојуваат одредени личности од женски род кои што не смеат, бидејќи манастирот е забранет за жени. Едната кула била изградена во чест на мајката на Свети Сава, кога тој бил болен и немоќен и пред умирање и не смеела да влезе. И од таа кула, а он од прозорецот на конакот, келијата кај што престојува, ќе излезел колку за да го види и он да ја види нејзе. Да се обидам и јас да ги искачам овие скали, па одгоре ќе видите дел од околината и од самиот манастир. Бидејќи сум жена и можам само тоа да си го дозволам. Би сакала да го искористам просторот додека се движиме по патеките, да раскажам накратко за житието на Свети Сава Осветен. Роден е во Кападокија и уште на 8 годишна возраст го напушта домот, оди во манастир во блиската обител наречена Флавијанова. Таму останува до 10-та година, навеќе на 18 годишна возраст заминува во палестинските манастири. Најдолго се задржува во обителта на Свети Евтими Велики и Теоктист. По смртта нивна се оддалечува во пустината, во пештера, која му ја покажува ангел Божи. Кога станува совршен монах, по Божја промисла почнуваат околу него да се собираат многу ревнители за духовен живот и набрзо се собираат во толков број да морал да изгради црква и многобројни келии. Кога умираат неговиот татко, кај него доаѓа неговата остарена мајка Софија, ја замонашува и дава келија надалеку од неговиот манастир. Овој свет отец претрпува многу напади од ближните, од еретиците и од демоните, но сите ги победува, блиските со благост и попустливост, еретиците со непоколебливо исповедање на верата, демоните со крстниот знак и повикувајќи во напомош Бога. Се упокојува во 94-та година. Надвор, пошто не можеме да влезиме, монасите ни ги вадат дел од моштите и ќе ви дадат и памуче натопено од маслото за вас. И слика од Свети Сава Освештен. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј нас грешните. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј нас грешните. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј нас грешните. Господи Исусе Христе, Сине Божи,
нас грешните. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј нас грешните. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј нас грешните. Помилуј нас грешните. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј нас грешните. Почитувани пријатели, да се доживее суровоста на пустината во која Свети Сава освети и илјадници монаси се подвизувале и животот го посветиле на Бога, во овие простори е чест и благослов за нашата душа и за нашето тело. Тука сме и секој делче од нашите сетила го впива просторот и го сместува длабоко во срцето како доказ дека сме биле на вистина по посета на дел од парчето од Небесното царство. Слава ти, Господи! Свети Сава, моли се за нас грешните.